Неколку бездомни куќиња постојано се на тротоарите пред куќите во близина на општината во Тетово. Семејствата кои живеат тука стравуваат за нивната безбедност. Се жалат дека куќињата неретко се агресивни, особено во вечерните часови, а дополнително немаат мир од нивниот лаеж. Се обратиле до општината, но немаат одговор. Осеќаме опасност, осеќаме бука, непријатно, не можеш да одмориш, не е тоа еден ден, тоа е секојдневно. Без разлика што локацијата не е близко општина, надлежните не реагираат на нашите повици. Жителите на Тетово потенцираат дека овој проблем е актуелен речиси во сите населби. Ја седам кај бирото за вработување. Тоа преку ноќ е катастрофа. Цели чопори. Овдека не можеш да пројдеш. Ни дете можеш да пуштиш само, ни ништо. Не смеат да излезат деца навечер сами. Еве на 2 пати, 3 пати на внуциве се пуштиле да трчаат. Од општината велат дека од пред известно време работи стационарот во кој се кастрираат и вакцинираат куќињата, но според нив бројот е зголемен поради што се носат од други населени места, а зашто ќе побараат асистенција од полицијата. Имаме многу дојави од граѓани кои што се сведоци на носење на куќиња од другите градови, односно од други населени места во Тетово. Ќе бидеме и приморани да бараме и асистенција од секторот за внатрешни работи Тетово. Со истиот проблем се соочуваат и гостиварци. Градските улици се полнат со куќиња скитници, а граѓаните стравуваат од напади. Работата на стационарите за третман на куќиња е на пауза поради пандемијата и изборите. И двајцата вработени што беа издржаа 2-3 месеци без плата и потоа се откажаа, меѓутоа од минатата недела им направивме нови договори. И се надевам сега повторно ќе ги активираме и двата стационара, меѓутоа таму ние ќе ставиме максимум 200-300 куќиња, повеќе не можеме. Од гостиварската локална самоуправа дел од проблемот го лоцираат и во носењето куќиња од други градови, што според нив треба да го спречи полицијата.